Можеме? Сигурно? Тони Китановски, добре дојде во подкастот Джез од денес. Подкаст наменет за промоција и афирмација на македонската современа музичка и джез сцена. Како ти звучи ово? Малку чудно. Чудно. Кој е Тони денес и што се прави Тони денес? Тони денес исто како вчера, само малку постар. Се надевам не се сменил многу. Добро, покрај тоа што професионално си музичар, професионално, ама правиш уште милион други работи. Како мислиш по дома? Па нормално, така, сите по дома. Ручек правиме, не? Гледаме деца, нели? Real life, она, што е. Окей. Што правам како музичар, мислиш? Па и како музичар, и како не музичар. Она што ти се секојдневни обврски, што се не правиш? Прво стануваш се бајде, се уште се будам за да фатам гитарата во раце. Или да пишувам музика. Во последно време и да продуцирам музика. И тоа е нова најка што ми се допаѓа да е така. И неко правам тоа што така испадна не само една работа музичка, не само гитара, туку и композиција, продукција, музика за филм, музика за современ танц. Многу различни работи. Некако природно дојде кај тебе тие кога фаќаш еден поинаков проект, па трет, па четврти, некако се надополнува. Знам дека сега последно беше во Франција со најновиот филм. Можеш и за тоа да кажеш, пошто претпоставувам луѓето во Македонија не се многу запознати, дека таа беше копродукција црногорска. Како беше последниот филм? Окей. Предпоследниот филм на режисерот Иван Мариновиќ, за кој што прави музика. И втор негов филм за кој што прави музика. Се вика Живи и здрави. Сам играше и кај нас, мислам дека има дистрибуција од скоро, од пред месец дена. Неко дојде, не знам дали природно, ама неком кој го мислам, некој кој отидов да студирам во Америка, не беше во карактер некој да ми каже како се свири гитара, бидејќи веќе свирев гитара. Од друга страна, си замислив за себе си, ако не знам самиот да капирам како се прави тоа, onda подобро да работам нешто друго. И ме фасцинираше ова пошироко музичко знаење. Не само што работат прсти на вратот на гитарата. И почнав да студирам композиција, со цел да можам да тоа да го потребам во моето свирење. И тоа се покажа дека е одличен избор. Така ги избегнав стандардните шаблони на како се учи джез гитара, што треба да знаеш, што треба да вежбаш, ова правило ова правило не. Од друга страна, потоа неко почнав да пишувам своја музика и главно да снимам на изданијата свој или со други луѓе, своји композиции. Потоа почнав да работам и филмска музика и разни видови проекти што се врзани со композиција. Последен ден морав сам да миксам на работа, бидејќи немаше кој. Доволно сум бил во студија и знам како се прави. Па така почнав и тоа. После беше и продуцент, Така него си одат тие работи. Едно по друго. Почнав и да диригирам. Што не е ништо необично. Барем не било необично пред 150 години, кога музичарите ги работеле. Сите музички занаети, не само еден. И стално го давам ко пример, пак ќе го кажам. Сте големи мајстори од класична музика што ги знаеме, као Бах, Шопен, Моцарт, Бетовен. Сите биле, не ги знаеме како композитори, меѓутоа биле и врнати изведувачи на своето време. Така. И ја диригирале својата музика. Така. Така нема никој проблем и тоа и денес да се прави.
Само малце кога измислија академии музички, почна да се специализираат работите, па јас сум само свирам, ја не треба ништо да правам. Добро, може би индустријата и современото време во кое што живееме налага така да се дистанцираат работите, иако ние таа современа музичка индустрија никош не сме осетили ни не знаеме тука во Македонија како изгледа, така да кај нас може би се уште на старото време кога што мораш се сам да правиш. Да, тоа изгледа. Ама затоа ќе те прашам малце покасно, кој ќе стигнеме до делот паралела помеѓу Америка, бидејќи живееше долго време во Америка. Сега многу луѓе кои што дојдоа во подкастот пред тебе, а дојдоа многу, го спомнаа Шпато како основоположник на современата македонска џез музика, а ти си еден од ретките кои што имаше ама на вистински онаков контакт со Шпато, затоа што беше твојот прв ментор и твојот прв учител по музика и мислам дека од сите досега што дојдат од прва рака можеш да кажеш кој беше Шпато, што сакаше Шпато и ајде да видиме на тој дел и како се зарази со вирусот на џез музика, иако луѓето кои што ќе гледаат подкастот не знаат, но јас знам дека ти беше спортист, тенисер, така? Се занимаваше со тенис? Се разни спорт, е најсериозно со тенис. Да, и джудо, мислам дека. Джудо. Е така. Ајде малку да те вратам во тие многу одамна години. Океј. Да не видиме многу сериозно и многу сериозно е пати. Да не бидеме досадни само. Сериозно е пати работата. И она како дојде моментот со гитарата, со Шпато и твоето учење во Македонија, потоа Океј, понакако ме фасцинира по индивидуални спортови, групни спортови, фудбал. Слабо. Ама и во тоа време слушав доста музика, главно кои сите други. Се да почнат со рок н рол. Така јас слушав Pink Floyd, Led Zeppelin, Smack, тоа ми беа главните три бенда. Ама спортов некој ми беше недоволно. Отивек некако мал интелектуалец, читав и многу книги. Истина што ги читам и денес. По 100 пат. Па некој ми беше без врска да мавам топче или нешто да трчам или да се борам со некој. Сега ова не е најинтересното нешто што постои на планета. да, е интересно, но во додредено време. И онда прв пат кај Шпато дома слушнав прв пат џез гитара. Беше Барни Кесел. Така. Гитаристот. После 10 секунди реков ова е тоа што ќе управам до крајот на мојот живот. И многу добро се сеќавам на тоа чувство и прво што им падна на ум, реков, покрај тоа дека тоа ќе управам. Во исто време беше и дека не ме гаде. Да ќе бидам добар во тоа, да ќе направам све за да бидам добар. Што да бе. Че не беше важно некој его трип, нити успех, нити нешто. Само сакав тоа да го правам. Бидејќи беше некој преубаво и некој предизвик. Интелектуален секој. Значи првпат беше она што те фасцинира звукот од гитарата, а не визуелно, да ја гледаш како изгледа гитара. Или можеби плоча па. Не беше визуелно, ова беше пред некоја година го гледав на YouTube. И беше интересна таа средба. Ја го знаев од Шпато го снимал телевизија на лента на ленташ. И го слушавме како аудио. После на YouTube се појави простарот со бела снимка. Истата музика, истото тоа телевизиско шоу. После 50 години го види визуелно како изгледа. Вау! Си го сретнав креаторот. Многу интересно. Ајде за Шпато и ова што викаш, не можеш да го заобиколиш Шпато некако. Неговиот придонес е слободно може да се користи терминот безграничен. И да, имав среќа последните 8 години на неговиот живот, бевме секој ден заедно, секој ден по цел ден. Така, мислам дека знам Шпато. Добро. Потоа доаѓа период каде што се запишуваш во Бостон. И ај малце како беше тогаш учењето на Беркли и нешто да направиш паралела како е денес, затоа што пак ќе кажам од
толку време се познаваме јас и ти и ги знам. И знаеш сите мои приказки, да? Ги знам приказките Окей. и знам дека и во моментот имаш контакти со Беркли и дека доприносиш за се она што е Беркли денес. Луѓето од подкастот тоа не го знаат, ама ќе им биде интересно да го слушнат и знам дека тука имаме еден диск со еден многу голем мајстор на не само на трубата и на композицијата, Грег Хопкинс. Сигурно моите два омилени албуми твои се Бостон, кој што е со Грег Хопкинс и 3x3. И знам дека се уште ги имаш контактите со Грег и приказката околу Беркли се уште жива кај тебе. Ама ајде да видиме како почнаа приказката и како стигна до Беркли и како беа твоите студентски денови таму, затоа што помина колку години? 5 години, 6 години беше во Америка? Во школа бев 6 години, а се вкупно 10 години. 10 години. Епа, убав период. Да. Тоа беше во 90-ти, така? 90-ти, да, заминав 90-та. И не знам, тоаш никој не одеше надвор да студира, тоа е интересно. Многу е битно како стигна до информација дека постои Беркли и дека бидејќи тоаш немаш интернет, нели? Па го знаев, кај нас се знаеше, бидејќи Илија Пејовски бил тоа 70-те. Добро. Кратко време во Беркли и онака беше едно митолошко место. Вау. И тогаш, па и денес знаеш, дека тоа беше една од ретките джез академии. И место кај што можеше да студираш во академска средина джез музика. И беше онака као, вау. Ми ретко кој бил таму од тогашната Југославија во која што живеевме. Јас се уврдев у глава како млад тинеџер, дека само таму ќе студирам, ако студирам музика некаде. И никаде на друго место. Оти навистина нема потреба, бидејќи го имаш Пато покрај мене. И онда испадна, Пато замина. И он не ни знае дека добив стипендија после 2-3 години после неговата смрт. И се беше многу лесно. Технички приказката како во тоа време без интернет, кога Баш без интернет. Сигурно старите се сеќаваат онакад добиеш излез од Југославија да телефон да се јавиш беше да ходиш мечка. Или невозможно е да пратиш писмо надвор од државата. Не знаеш дали ќе одобијат, може би го добиле ти одговориле, а ти нема да го добиеш никогаш. Така да беше примитивна комуникација некоја. А мојот драг пријател од секојаш и колега што бескрајно го почитувам, Венко Серафил, се појави дома пред врата и вика: "Тони, ти бореш да школа во католик." И кад динеме на брзинка морам да го фратам одма, Беркли. И као некоја магија, како некоја лошо сценарија. Прва место кај што отвори буклета, да беше дебел. Насловот беше стипендија. Реков, окей, препишав. Што немаше? Мобилни телефони. Така да. Зборуваме за 88-9. Тама нега средина на 80. И препишав адресата и што треба да пратам. Во тоа време праќавме касети, пошто само на нив можеше да снимиш, не постојава ни CD-а, ни ништо така радам. Окей. Снимив, пратив и после добив писмо дека сум добил стипендија. Ама фул стипендија, некако сега што добивате. Да. Добив полна стипендија за 4 години студии. Ама, бидејќи во тоа време кај нас со стипендија се мислеше за живење, стани храна, мислев дека не сум добил ништо, пошто школите во Југославија беа бесплатни. И така малце реков, окей. Реков, окей, ќе идам барем недела дена да видам вестински джез клуб, да видам вестински джез музичар, пошто тоа го немаше кај нас. Така. Джез фестивал само што почнуваше, уште беше во Дом на млади и доаѓаа главно европски музичари. 25 мај, Дом на млади. Да. Добро. И
И стварно мислев, еден ден да видам вистински джез гитариста, од овие што ги гледам на плоча, и да умрам одма, не ме Доста е. криво. После го смерив мислењето. Така, Ама така. прв пат вистински джез гитариста видов. А дојде првиот, се сеќавам на некои чудни работи од Од джез времето кога фестивалот. можеме да помниме се некој денес. Беше Кристијан Ескуде. Со челист дуо Жан Шарл Капон. Више и на него се сеќавам. Тоа беше, не знаев од него, беше познат воопшто. Многу години подоцна, он стана познат и така. Меѓутоа вистински джез гитариста прв пат видов на Скопски джез фестивал во Урбанизална сала 88 и тоа беше Џо Пас. А таа година беше и Аберкромби, ме се чини. Каде тука Джим некаде. Хол? После го. Подоцна. А Джим Хол него не гледав во Скопје, бидејќи не бев тука. Ама свиреше на моето појачало. На Полидонот? И пред месец дена за малце ги свирев на неговата гитара, што ја остави после неговата смрт кај еден пријател. Anyways, Интересна Ја- приказка е да е. Чекај. па да, Еден месец беше во Америка, така да сигурно си нашол. четуја во Беркли и требаше да завршам за 2 години како нападен студент, ама ми се допадна ептем и останав 6 години. Таму. И на крај ми рекол да си одам. It's Доста time беше. to- It's time to go. И тоа беше многу поевтино од сега. Не беше ни тоа ефтино, ама сега пред месец дена кога бев таму беше безобразно скапо. Така. Така да не ми се не влегуваше унатре. Добро, од 90-тите генерално беа и полабави за живење било каде. Да. Така да, затоа што во Тоа да во последните... Америка и ти кажам, првите 2 години имав чувство дека сум дошол во некоја сиромашна земја. Доаѓајќи од Југославија, така беше. Така. Јас го имав истото чувство во Бугарија кога студирав, ама некако како што А од Бугарија трета, беше четврта... сиромашна земја. Да, да, па беше многу сиромашна И земја. се уште е сиромашна. Да. А првите 2-3 години, мислам 2 години, онака беше слободно. А после некако почна да се стега и последниот пат кога бев истото. Значи се соочив со тоа дека стандардот е многу нагоре и дека не е баш лесно место за живење. Добро, студиите кажа дека 6 години, беше 10 години остана вкупно и потоа се враќаш во Македонија. И го снимаш албумот One for Charlie, така? Ненад беше тука и тој ти го сака најмногу, рече. Тој ми е најубавиот вика албум, Тони. Ненад Георгиевски? Ненад Георгиевски, да. Го издаваш за SGF Records. Генерално ги издаваш за SGF Records, но во еден период, 2020. да, но во еден период од кариерата ги издаваш и за големата Ења Records. Колку албуми беа, 2 или 3? 2. 2. Ајде да направиш една паралела помеѓу музиката во 90-тите тогаш и едно видување од кога се врати, нели? Ало како, некој ќе ми верува на ова се. Никој му е гаде за вакви. Ако ти верува, Добро, тебе ти гаде. Океј. Мене ми е битно. Затоа што ќе стигнеме до една поента За- дека ама да не ти ја кажувам пред време поента Да, не генерално мислиш во светот? Не, мислам кај нас што се случуваше кај во нас? 90-тите, колку дискови, пошто јас имам правев едно истражување и на темата современа музика или джез музика, 90-тите на 2 години еден албум, 2 албуми се снимаја, бидејќи и условите за снимање беа многу потешки, многу поскапо, се немаше таква опрема и ако имаше едно или две студија во Скопје, рачуне во Битола немаше така. Снимавме на DAT и на ADAT на 4 канали и така да. Ајде да направиме малку паралела и ќе стигнеме до она што ми е поента, современото време, затоа што подкастот е наменет за современата сцена во Македонија и кои се придобивките или кои се негативните работи кои што моментално ги живееме и што е она што сме го немале во 90-тите, ама сме имале нешто друго. Во 90-те имавме плочи. Освен што бевме Сега млади. знаеме дека тоа е правиот звук. Вистинскиот. Да, значи 90-те, па не бев тука 90-те. Добро, ама сигурно имаше контакти со Македонија и со друго.
Па не многу. Добро, па тоа ајде од 2000-те од кога се врати. Од кога се вратив? Ајде, Добро, се вратив 97-ма прв пат. Ово се пак заминав. 98 знаеш дека свиреше на моето појачало во Охрид? Да? Супер Твин Не знам, Ривер. да. Супер Твин Ривер. Окей. А тоа Аз не не се познаваме. Да. Алек дојде дома и рече има еден од Америка вратен, Томи Гитановски, не го знаеш, му треба појачало и Супер Твин Ривер, најголемиот. Да, многу тежок. Го кладе во холата и заби. Океј. Тежок елемент. Многу тешко, да. Добро, кога се вратив, искочив одма првата вечер да се видам со драг пријател. Лавиш, да го спомнеме и него. Исто така покоен. Одличен пианист и композитор. И отидовме кај кинокултура местенце Заврев, како се вика, Леди Блумаште. И гледам тројца млади момци свират джез и бев забезекнат. Такво нешто не постоеше. Кога Заврев. Така. И беа Гоце, Мучо и Киселички. Кисел. Викам, вау! Кога Заврев беше многу смешно. Ке сретнаш еднаш бабте во градината некој што слуша джез. И двајцата се узбудат. Стварно? Бе, знаеш таа песна? Знаеш ова? Вау! Но ти живеевме онака покрај шпато и старци беше ги знаев од Биг Бен. И се дека никој не слуша ова, јас што слушам. Се дека нема да сретнам. Може би никогаш некој што знаеш што е ова музика. И така, и onda се враќа во Скопје и па имавме бенд. Со Мартин? Да, и тоа беше единствениот джез бенд во целата држава, апсолутно. Беше Мартин Гипоновски и Оливер Дуев. Така. Се викаме трио Шпато. И пак Шпатот знаеше за тоа трио, беше во болница баш 2-3 дена пред да почине. И му снимавме првата проба, и му однесовме со кастофон. Така да слушна. И реков, вау, ова е стварно супер. И а некој во тоа време имаше 5-6 джез клубари в Скопје, можеше да се свири. И свирав доста и ми беше интересно да ја запознавам татковината и пошироко Балканот. И свирав по сите села и градови. Секаде имаш интерес. Албанија се отвори. И така некој почна таа приказка и знаеш и сам, гледавме како се развива. Ама од ништо, од едно стана нешто. Добро, од 2000-те години, значи почетокот таму во средината на 2000-те, имаше една убава атмосфера во Скопје, точно тоа имаше такви малечки джез клубови каде што за жал денес ги нема и денес некако обратно е завртена сцената, дали современото време и интернетот и наместо да ги зближува, ги разделечува луѓето. Колку си поблиску, толку си подалеку и реално и денес и нема джез клуб. Немаме джез клубови, имаме фантастичен клуб како аудиокултура денес каде што сме тука, но аудиокултура не е джез клуб. А други джез клубови, освен во Охрид джези, мислам дека и повеќе и да нема, и во Битола, Порта джез. Така да други клубови не знам дека постојат. Скопје особено нема джез клуб. Крај на 90-ти исто, посебно 2000-ти почнаа купи што млади луѓе како тебе да ја студираат надвор на джез академија, млади момци и девојки. И после А не девојки не толку. 2007, па не многу, ама све повеќе. Сега да, бога. Лани знаеш во Штип запишеме повеќе девојки. Така е. Тоа е супер. И онда почна академија во Штип и почна да може да студираат и дома. Добро, мислам дека 2007 година отворањето на джез одделот на музичката академија во Штип е на револуција во образованието. Океј, ама да не збореме јас и ти тоа, нека зборат луѓе. Да, малку е јас и ти да го збораме бидејќи сме директно инволвирани во процесот на едукација.
А јас мислам дека цела ова современа македонска џез сцена денес, она што е современа џез сцена, над 90% или студирале, или предавале, или поминале, или имале контакт со таа академија и денес, например, издаваштвото и она креирањето, создавањето на музика е многу поголемо, бројот на артисти е многу поголем, бројот на луѓе кои што ги интересира оваа работа, така да некако од прилика околу 20 албуми годишни имаме, нешто што за земја како Македонија со толку малку жители или ако направиме па паралела со 90-тите години што е неблагодарно да се прави, тогаш имавме многу повеќе, тоа сега имаме многу повеќе издаваштво и по-богата џез сцена. Тоа што немаме, што можеби ти не знаеш, ти си бил мал тоа што. Во Југославија кој ќе издаеш албум, како било детска музика, музика за воен оркестар. Одма се продаат јадници купи првиот ден. Ма друг пазар беше Југославија. Што имаше многу малку издање. Тега све што се појави на автоматско купуваат CD. Да, ама во Југославија требаше нели издаваш за ПГП и имат мрежа или не знам. Така, за РТС, за БГП беше. Југотон, да. И имат мрежа која што има во секое село имаш книжара кај што се продава. Така, имаше дистрибуција, имаше се, имаше работи овие авторски права, добиеш роялтис. А денес издаваме инди се. Иако имаш лейбел, иако имаш издавач, ствари си инди артист кој што сам си. Не само кај нас, тоа е секаде, ајде да одиме сега на цел свет. За Европа. Европа нашиот континент. Да, ние сме малечка држава и тоа си има своји проклества. Пазарот е мал. Се е мало. Има и по-мали држави од нас, како Сан Марино, Монако. Тешко ли? Нема џез. Да, издание има безброј, има премногу. Секаде. Има и премногу, не знам дали се премногу или сум грешка, па се ова што зборам него, никој нека некој зима здраво за готово. Може би е се погрешно што го зборам. Најверојатно. Ама така мислам сега во моментов. Во ова современие. И онда имаш илјадници џез музичари млади што само што дипломирале академија и сите они треба да живеат од нешто. И онда имаш безброј изданија и сите барат работа. И некој е заглавено све со премногу це. Значи твој впечаток е дека има квантитет во моментот. Да. И тоа е убава работа, секој треба да прави тоа што сака. Ако сакат сите да бидат џез музичари, нека бидат сите џез музичари. Еве сега бев во Франција бев во Шамбери на проектот Франција Балкан што го имаме преку џез фестивалот во Битола. И уствари тие таму имаат околу 150 студенти, ученици по џез, значи од прилика и токму квантитетот кај нив раѓа квалитет. Ама имаат ресурси, имаат објекти, имаат академијата две нивоа подземја, значи со концертна сала за 800 луѓе на како да иде, како second level долу во земја имаат концертна сала, значи имаат ресурси и кај нив е уствари оној моментот дека квантитетот раѓа квалитет, што до некаде е во ред затоа што на секој еден кој што посакал да се занимава со таа работа има шанса, има можност да го прави. Кај нас, мислам дека Филип исто беше во првиот подкаст, Филип живееше во Германија, вели нешто ако фали кај нас, фалат ресурси. Да, фалат ресурси, фалат простори, фалат концертни сали. Многу често го слушам тоа, а не знам дали сум баш да се сложам со таква работа. Ниту па дека нешто квалитетот преминува во квантитет. Не знам, неко проблемот е со многу комплексен и има земје како Италија, особено, па и Полска што финансираат многу во џез музика.
особено полска. И тоа е добро. Ама некако поголем е проблемот, како да кажеме, нека се занимаваш со джез, тоа е лична работа, не зависи од каде си и што си. Некој си го прави својот пат и не зависи од надворешни факти. Толку многу. Да, убаво е да си во средина, како што е Нью Йорк, на друго место, не постои на планета тако, кај што е супер инспиративно, бидејќи сите врвни джез музичари се таму на купче. И можеш да настапуваш со нив, можеш да ги слушаш и нема замена за тоа. Не постои. Што добар дел од джез традицијата било така да учила, не учила на джез академија, учила на улица. Ама джезот бил секаде присутен, бил поп музика на тоа време. Ама денес не знам, не ме фасцинира тоа што мора да имаш некои елементарни услови минимум. Така. Нешто. Добро, кога зборуваш за Нью Йорк, јас никош не сум бил во Нью Йорк, а можам да ти кажам дека имам изгледано преку 1000 концерти од Смолс. Океј. Затоа што имат дигитал стриминг имат. И онака станувам во еден, во два и ги гледам тие концерти, и гледам се сите, ми се многу интересни. И можеби, иако не сум бил никогаш, ама имам изгледано многу концерти од музичари. Океј. Така да современото или ова баш модерното време дава такви можности. Да. Треба да живееш во Нью Йорк за да гледаш. Старо модерн, ама мислам дека музиката треба да се слуша во живо. Не на YouTube, не на CD, плоча, што било. Се менуваат работи. Има некои работи што остануваат. Исти. И обично тоа се работи што мене ме интересираат. Океј. Работи што не се менуваат. Сакам ти поставам едно прашање, сега на сите артисти им го поставувам, малце е чудно прашањето и долго. Сакам чудни. Ајде да видиме сега, долги. ама сакам искрено да го одговориш. Кои се предизвиците на Тони да се создава, креира оригинална уметност, музика, уметност, пошто каже дека појки работи правиш, денес во средина општество каде джезот е на маргините, сцената е поделена на мали кругови, благо речено секти, дали се сложуваш со ова, каде поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации не постои, минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез музика, изгорана се продажбата на плочи, CD, дигитален формат е исклучително мала, што ќе речи ти денес или овој месец не можеш ни струјата да си ја платиш од продажба и од таква работа. Малце беше долго прашање. Океј. Сакаш да го подел? Па од позади, па ќе ме подсетуваш. Тоа продажа плочи никој не живее од тоа, не супер звезди. Никаде на планета. Едноставно не можно. Дигитален, кај дигитален формат и тантиеми подразбира. Тантиеми се друга работа, тоа кај нас не функционира баш. Не е вината на ова, не е издруженијето што се грижи за тоа. Имаш предвид ЗАМП, така? За ЗАМП. Добро. Се него е проблем што кога настапуваш надвор и работиш надвор, сите гледа да не ти платат пари. Сите се грижат само за своите, има многу национализам. Без врска е приказка, а не врска с тоа. Добро. Тоа нема да чекуваш дека ќе направам албум и ќе платам струја од ти. Тоа нема да случи. Никаде. Добро. Не во Нью Йорк. Ова што беше нешто за... Со групациите и со сектите? Океј, па има секакви приказки, тоа се менува. Ама генерално овие веќе долг низ години со Бело Пета најчесто правиме мовет и негово искуство дека джез музичари се супер солидарни кај нас. А не само кај нас, не секаде. Така. Нешто може би има врска со тоа што уметноста на джезот е интеракција. Тоа окей. Што беше на почеток? И како артист сега, ти си професор, ама окей. како артист
Да Добро. креираш оригинална уметност во вакво општество. Ти кажам искрено, ова ќе го кажа, ама не знам дали некој ќе ме разбере. Секогаш ми се случувало и сега последно патување во Америка, секогаш кој ќе дојдам од таму оде, после 2 дена, 3, отупавам за музика. Тамо некој точно знам што е во моментот музиката, што е современо денес, што ќе биде утре, што било вчера. Секој ден различно. И тамо тоа го знам. Кај дојам овде не го знам. Мораш да имаш да се тераш себе си да креираш да правиш. Не си да живееш на стара слава и да си конференција тоа што го правиш. Ти секогаш на почетокот, како стануваш си работел постојано со години, станува се потешко и потешко. Така е. Што си подобар во тоа што го правиш, станува потешко. Да одиш напред, едно влакно да скокнеш, подобро нешто да правиш. Пак никогаш не го забравам иницијалниот порив, на почеток што ти кажав, не ми беше ќе се занимавам со музика, не ме гала ќе бидам добар. И стално гледам, правам тоа, мене да ми се допадне тоа што го правам. Дала некој друг ќе му се допадне? Да, мислам тоа е Не ме гала. она водилка која што ти е цел живот. Добро, ај да направиш една паралела на кој ниво е джез сцената денес во Македонија. Сега ти живееш најмногу во Америка и ако те прашам во Америка да направиш паралела, слабо, нема веза. Нема да те прашам, не те прашам, ама ајде спрема тебе на кој ниво е сцената во Македонија денес, 2024 година. Па секој подобро место него пред 20 години. Дали е нешто што би отишол ја со задоволство. И да едва да чекам да идам да слушнам нешто некаде, не. Ама некако е генерално секаде на овој нашиот стар континент. Веројатно и пошироко. Си имаш премногу осредни музичари, а во джез тоа не се важи. Као што не се важи ни во панк. Има некои такви. Мислиш оригинални проекти има се помалку? Па не, има многу осредни работи. Добро. И неко не Па се радуваш кога ќе чуеш некој млад момак или девојка прави нешто супер, гледаш дека уживат во тоа. И тоа е одлично. Ама сега да очекуваме дека некој новиот Чарли Паркер ќе искочи од Македонија, или каде било на планета, а мислам дека тоа не се случува. Не е само кај нас, некој за тоа зборат и оние врмни американци. И тамо истото случува. Дека има стагнација млади во момче смисол и на девојче. напредокот и на она современото, што или она идната музика која што би дошло. Нешто е, мислам, околу филозофијата и зошто се занимаваш со оваа работа. Не едноставно, не знам што, немам нешто многу убаво да кажам, па добро не кажувам ништо. Добро, ајде да те вратам пак во Македонија, ти упорно ми бегаш на кај Америка. Што е тоа спрема тебе што недостига во сцената овде? Мене ако ме прашаш, ни фали експорт. Како што има Полска, Италија, како што има сите современи земји. Експорт, добро, ти си мислиш на бизнисот, тоа е убаво. Океј. Бизнис треба луѓето и да живеат од ова, нели? Како што живеат, ќе дипломираат доктори, ќе се вработи во болница, тоа го кажа Четкар беше пред тебе. Ти како дипломиран джез музичар, каква сигурност имаш? Ништо, имаш знаење и гитарата нарамо и да одиш одново се да правиш. Така да, мислам дека експорт и те како ни фали, затоа што имаме толку многу добра, убава современа македонска музика. Океј, па имат и другите. Па што ќе има нефт македонска современа музика, ако имат своја. Добро, тоа е твоето мислење, ајде баш да видиме. Баш да видиме.
Еве јас ќе ти Кажам, кажам. да има повеќе. Работеше сме ние надвор од тековите нас се. Добро. Ми сме Прво- црна дупка, не ни знаат дека постоиме. Прво живееме во Европа, не сме во Европска унија. Мгм. Скажеш каква врска има политика Секакво. со музика? Се ни е затворено. Се ти е затворена, да. Си во Европска унија, ќе можеш да студираш без проблем. Ќе те знаат на Нема картата значење кај многу си. Ни на Харвард, не на Харвард, на Оксфорд и на Кембридж да студираш. Че е многу помалку. Има, тој се роди појава пред едно 15-20 години, многу национализам во Европа и уште не. И сите си прават нати го, дај ми го нешто. И таа област наистина не ме интересира. Ама нешто во што верувам и нешто најдобро што сум чул од стариве мајстори, више кога бев клинец, од Сони Ролинс, и он вика нешто вака. Немој најважно го прашуваат што е најважно за еден млад джез музичар. Тоа е моето последно прашање. Така, некако обратно ги одговара. Певек ти одговорам одма и тоа нема јас што да мислам, Сони Ролинс го кажал, тоа не ба. Вика најважно, не само што е најважно, него единствено важно, само таа една работа. Никогаш да не очекуваш материјално да се врати целиот труд. Што го вложуваш безгранично. Секој како ќе го свати тоа. Таа филозофска нешка, кој ќе чујам некој свири, се едно дали е млад, стар, од Македонија или од Америка или од кај сака некај. И кога звучи, не ми е јасно зашто воопшто се занимава со тоа. А некој звучи дека од да мразат музика, онда не ми е интересно и не сакам да го слушам. Малку фали тој набој филозофски. И од тамо доаѓа све, и оригиналноста, и квалитетот уметнички, не оној квантитет што се превоѓа во квалитет. Тоа имаме, да, имаме квантитет, безброј джез академии, скапи, супер опремети, безброј фондови што ќе плаќаат за турнеи, за проекти, бла 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 бла, за изданија, за музички бизнес конференции, за експорти. Све тоа ќе имаш безброј и ќе добиеш некаков си квалитет повисок, што пак нема врска со тој вистинскиот квалитет. Младите музичари денес се знаат, што старци појма немале. Им било мистерија, мора да го откриват сами. Технички се совршени. Ама музиката као уметност е далеко од нивото што било порано. Можеби сум у грешка. Зостанат за мене е тоа така. Од друга страна имаш уметници кои што никој не ги знае, ни ти не ги знаеш. Ако предаваш джез историја, батки ко Фред Ендерсон, се чул за него? Не. Не се чул. Такви има, што никој не ги знае, што се од најзначајните луѓе во оваа работа. Никој не ги знае, токму затоа што се од тој сегмент, што е вистинско да, не е ова околу што се гледаш минка. Добро. Океј. Добра поента е ова. Може да правам паралели, ама не сум љубител на паралели и аналогии. Добро. Подобро да не ме разбере никој, а си кажам тоа искрено, ако што сакаше да Па одговорам. искрено се разбира. Добро, наредното прашање е поврзано со музичката академија. Јас ќе ти го прочитам, па ти ако сакаш одговори го, затоа што убаво кажам, малце не етички, јас и ти да збораме за тоа, ама ај јас ќе ти го поздравам. Ќе ти го поставам. Според вас, кој е значањето и влијанието кој го има джез одделот при музичка академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во едукацијата на млади музичари и градењето на македонската современа джез сцена? Можеш од вас збора. Океј. Па мислам дека е евидентно. Ајде, главна придобивка беше што не мора веќе, мислам дека престана веќе да идат да студираат во Бугарија, кај што беше наједноставно и најевтино. Значи никој веќе не оди таму да студира. Друга беше стварно направивме добра. Не доволно добра, не како што замислев ја да биде добра. Врмна, ама тоа зависи од други фактори.
не од нас, од страста на професорите и студентите. И ќе си ја продолжи таа функција. Вчера имавме пријавен испит, стално доаѓаат нови секоја година. Има работи што треба да се менуваат, има работи што овој дел што збориш за инвестиции, тоа треба да се грижи Министерството за образование, пред сега некој треба да им каже, кажа со години, па како некој да не ме слуша, виш ке не дојде преку глава. Така да мислам дека нема више да зборам со никого тамо. Ама да, малце условите се испод ниво. Меѓутоа страста е тамо и се надополнуваат се со работа. Кога сме кај едукацијата, моје лично мислење е дека во моментот тоа што недостига е насоки за джез музика во средните музички училишта. Да. Ајде малку на таа тема, затоа што од една страна кога ги имавме кампања, се глупо да речеш кампања, политички е она кампања. Кога ги помиравме средните музички училишта, прво она што ни го кажува нашите колеги, викаа нема деца, не се запишуваат деца. А од друга страна, програмите им се 50-60 години стари. Значи класика и само класика. Значи некако средните музички училишта не се во трк со современите текови во музиката. Значи некако имат изгубено. Тоа е моje лично мислење, можеби сега има и луѓе кои што нема да се согласат со мене. Со ова, но програмите им се 50-60-100 години стари. Мислам дека време е да има традиционални насоки, затоа што ние пред се сме македонци и треба она фолклор традиција да се знае кои сме, што сме, кој е ни идентитетот и современата музика налага да се припремаат децата уште во помлада возраст, оние кои што размислуваат поразлично. И да има веќе време насоки за джез. Ај малку на таа тема. Океј. Ова што говориш, да, ако има джез во средните музички училишта, ќе има поголем прилив на студенти кај нас на академија. Утре ќе има повеќе професионални джез музичари кои ќе треба да живеат од тоа. Така. Па ќе треба да се грижиме за експорт, за све ова. Што збориш ти? И за Тоа што оркестри. мене ме интересира, бидејќи таа твоето видување воопшто не ме интересира. Добро. Значи, со уметност главно треба да се те што очекуваш да направи нешто, се луѓе што ќе почувствува дека нема друг избор во животот, дека мора тоа да го прави. Дека за него не постои ништо друго на светот, освен да биде тоа. И тоа не зависи од колку школи ќе направиш ти. Меѓутоа една друга работа е интересна и ова го знам од прва рака бидејќи патував по разни земји и на различни континенти, гледам разликата од студенти што учат джез во средно училиште. Ќе правиш паралел со кино? Не само Кина, и со Унгарија, со Будимпешта, со Германија, во Америка не постои такво нешто. Кој друго место? Словенија. И со некои млади момци сум работел од средниве школи. Кога ќе дојдат на академија, истите тие луѓе ме ќе ја снемува музиката. Лошо свират. Све знаат, мрдат прсти, ама музиката веќе не ја бива. Некои кога се млади, не знам што им правиме, го перат мозокот, не знам што друго смислам дека се случува. И тоа е проблем воопшто на образованието, зашто тоа почнеме, зашто постои воопшто, зашто е оваа форма и што ќариме од тоа. Нешто ќе се смени во светот. Кога спомна Франција, таму има веќе подолг период интересни школи кои што не е ова само што се зборува, да поврземе индустријата со образованието, понедоци на пракса, него тоа го прават онака до крајни граници. Ама само едно училиште за информатика. Значи, ова е собата, ова е училницата. Ама они тука работат. Ти што се запишеш на 18 години информатика,
ти одма работиш, взимаш плата. Така е. Ама тука ти е училница. И onda спијат под клупи и целен се тука. И тотална интеграција. Добро, ама ај да се вратиме кај музичките училишта. тоа Мислам, нема што музичко, ти ја просто треба да се сваќам, некој квалитет. ти ја сваќам поентата. А се вратиме кај музичките училишта. Значи, ние во музичките училишта произведуваме онаква асли, многу убав збор е асли. Па лошице и Асли класичари од 30 деца, Ма кој 5 ќе деца смени, ќе како биде. ќе се смени тоа? А другото Тоа е сето проблем. ги спремаме за да свират свадби, за да свират тезги. Уствари, а таму има ученици или деца кои што се малку поразлични. И мое видување или мој впечаток е дека треба да им се даде избор на децата. Децата кога се млади треба да имат поголем Да, избор. Тоа е нешто кое што недостига. Апсолутно треба да си одберат и да свират така. различни А кај нас инструменти, што им да прават? откријат за кој навистина ги бива. Што е прават? Има слободно на кларинет и учи кларинет. Можеби детето нема афинитет да свири кларинет, неки да свири кларинет. Сколку има такви примери кои што од едно на друго и трет инструмент на крај фатиле да свират. И видали свираат. И се откажуваат. Тие се општествени проблеми што ги има кај нас и ги има во многу богати земји. И некој иде цела деградација на општеството, кај нас знаеме дека така, не е само нашето. И други има некоја кај нас е проблем со пари, со мал пак. Проклетство на малите земји, Да се сиромашни. без индустрија, без Така да се сиромашни. Имаме туризам, се правиме важни со Охриде, дошле 20.000 странски туристи. Anyways, значи сме тотално економски небитни. Апсолутно. Ама овие работи не зависи од пари. Проблемот е кога правиш особено од демократски општества. Мене така ми изгледа. Значи све се базира на некои правила на програми. Ова сега ќе го направиме, вака да биде и ова се правилата и ти можеш ова. И онда имаш супер талантирани деца за кои што тие правила ги уништуваат. Најблаго кажано. Чи мора да се базира системот за да кое било општество оди напред во која било сфера на свеста на луѓето. Океј? Така. Ако го нема тоа, онда стално ќе имаш програмата така вика, ама такви се правилата. Нема да ти кажеме случај, и тоа што реков, више нема да бидам никаква комисија, никогаш. Имаше некоја иницијатива Министерство за образование да се купуваат инструменти за млади музички таленти. Што беше супер. Не помогна, да. Да. Супер како идеја. Одма го објавија тоа, шом го освоева влада. На вести, на вестник, негде да соберат политички поени. Океј, и да ги информираат луѓето. Добро. Значи, се што секојаш се случуваше беше тие што беа заслужни да добијат помош, тие не добиваа. Не од врски, ги идевме само по правилата. Едноставно не можеше така. Пошто измислија правила без врска. И бевме на тие состаноци кај што ги правевме правилата. Луѓето се испотепаа да биде вака, да биде така. Така. Мора да имаш све петки. Не мораш да имаш све петки. Мора да имаш тотално небулозни работи. И на крај резултатот беше никаков. И се работи за многу малци пари, затоа се караа сите. Сега се Само кога сеќавам. нема пари се караат сите. Сега се сеќавам, двајцата бевме на мора да го спомнувам, затоа што е многу е смешно. Многу е смешно. Океј. Сега ја фативме малку за политика и за општествени случувања. Се сеќаваш бевме заедно по тие дебатите што беа за 2018-2022 за насоки за културата, стратегија, стратегија, се сеќаваш? Главната приказна или главната поента беше културна децентрализација, се сеќаваш? За тоа зборувавме. Подседеш малку. Нели во Дом на влади во шти бевме на тие дебати што беа за па се правеше програма за култура. Дом на млади бевме за нешто што збореа за Па Министерство за култура, па беше како да се
која е стратегијата, која е визијата, како треба да се Кажи ми го движи. смешниот дел, тоа ме интересира. Смешниот дел беше дека главното беше, или главната заложба на таа комисија, што и да беше дека треба да има културна децентрализација, дека треба да се отворат фондовите, дека државата треба да почне да дава пари во сите градови и ајде да поентирам да не должам, да се поможат джез фестивалите надвор од државата. Да. Дали знаеш ланската година, значи минатата година, јас ланска победилска година, колку пари се дадоа во Скопје за джез фестивали и проекти и колку се даде надвор од Скопје? Стално исто. Се што е надвор од Скопје, кога да не постои. Ќе им дадат некој сенки. 13 милиони денари се дадоа од тие што се гледаја, но има и такви што не се гледаат. 13 милиони денари имаше во Скопје, 1,5 милион денари надвор за цела Македонија, значи цело комплет надвор од Македонија. И па тоа тие, знаеш, тоа пак оде со правила. Имаш и други работи, па што... Како ќе правиме джез фестивали или джез сцена, како ќе ја градиме надвор од главниот град? А тоа беше најбитно, најважно, за тоа не викнеа, за тоа зборовме, дебатиравме. Абе џабе ќе правиш муабети тоа после ништо тоа не го. Ти мора да водиш борба, лjuta борба. Но ти имаш општини кај што тие што се главни за култура од домовите не знаат интернет човек. Како да напише проект. Ти имаш и други некои градоначалници што ќе плюкне сите пари за Аца Лукас. За култура и да не го мисли тоа култура, пошто е безврска. Ама тоа е култура за нив. Ама многу има така. Тоа е моментот, тоа е еден момент кој што е, мислам дека најгоркиот проблем. Тоа се вика во последните 10-15 години имаме масовна естрадизација на културата. Што значи масовна естрадизација на културата? Под етикетата култура прават панаѓури. Парите за култура ги трошат на естрада. Тоа све е скорумпирано и безврска. Ти и пари да им даеш и шо? Што ќе направат со тие пари? Не да направат нешто добро? Панаѓури прават, ништо друго. Не е едноставно, ама од некаде треба да се почне. Изгледа треба малце диктатура, ова со демократија. Не ми изгледа. Јас мислам дека треба еден ресет во тоа она што е култура и ама треба да имаш и една критична маса на луѓе, што праша за сцената. Забрат ти кажам, прво што им падна на ум се сеќавам Гоце Димитровски. Да го спомнеме Гоце. Последните години живееше у Скопје. Така. Што беше поголем дел од животот во Белград. Така. И ако он кога почина, прво чувство ми беше дека пола сцена, јас нема. Джез сцена. Само еден човек. Шпато го спомна. Не можеш да не го спомнеш. Повеќето е млади сега што се сцена, не го видел да никој. Гоце Димитровски никој не го знаеше. После неговата смрт. Гоце Димитровски јас Гоце можам да ти кажам дека никој не го знаеше. И тоа е така, тоа се индивидуалци. И сега ќе има приказки да тоа треба да се глорифицира, да се прават споменици, ништо тоа не треба. Да, ама ние во обителна наградата за најдобар млад джез музичар го носи името на Гоце Димитровски. Тоа е супер, да. Не можеме да направиме споменик затоа што ние сме надвор од Скопје и влегуваме во таа категорија да што е. Сега кажам, културна децентрализација што не постои. Такви ти треба критична маса од луѓе на кои може да се угледат младите луѓе. За да правиш некоја културна програма ти требаат некои професионалци што знаат што е концерт да направи. Баш така. Баш така. Не знам колку пати сум бил на концерти по градови надвор од Скопје во држава, кај што онака разгласот е најефтино нешто што може да постои. Ги прават ентузијасти. Пола работи не што ги прават ентузијасти, не гледа да им останат пари за нешто друго. Што нема смисла продукција. Добро, ајде. Океј. И тоа е недостаток на професионализам, не само таму во таа сфера, во све. Целото општество не е прилично деградирано и скорумпирано до бескрај. А ние нешто ги забраваме моја да за идејата на джезот. Не знам како да. Добро, интересни теми отворивме. Јас сум сигурен дека овој подкаст ќе го гледаат многу луѓе и ќе го гледаат многу битни луѓе ќе го гледаат. Јас се надевам дека нема да го гледаат многу луѓе. Јас мислам дека ќе го гледаат и дека нема да биде баш така. Океј. Ај сега да ти поставам уште едно прашање. Во моментот сме во аудиокултура
концептот лайф ет аудиокултура, знаеш, сме свирали Да. многу пати. Мгм. Успеа да го излече џезот надвор од фестивалската рамка. Затоа што, како што споменавме Тоа на ме старт, за има многу фестивал повеќе џез фестивали, што има џез клубови. Дали знаеш колку џез фестивали Ти има? имаш джез фестивал, ти го бреш. Ако не правиме ние, кој ќе ја прави, никој нема да ни направи, нели? Таа е една поента што мора младите особено да ја сватат, да не чекат никогаш некој друг да направи за нив. Туку стануваш денес се вајли и си правиш. Правиш се. Се што треба, се што ти фали, си го правиш сам. Да. Кога многу се збори кој ние сега, ништо таа работа, ти луѓе што прават, но не зборат многу. Не го прават. Добро, ама денес е моментот за да си кажеме што си имаме да си кажеме. Окей, таква ни е работа. Таква ни е работата, описот на работата ни е. Ајде слушни сега. Успеа да го излече џезот надвор од фестивалската рамка, креираше едно повисоко ниво на промоција на џезот и генерално на музичката изведба во живо. Каква е вашата перцепција за вашиот пристап? За ваквиот пристап од музички аспект и ваше видување за клубот аудиокултура, затоа што малце да го докажам, ова стално го кажам, значи аудиокултура не е замислено да биде сцена каде што ќе се изведува музика, туку напротив е замислено како место, клуб каде што ќе се слуша репродуцирана музика, нели на винил, на CD. Ама кога почнавме, значи пред 2,5 години, токму со концептот Life of аудиокултура, ајде рековме па да пробаме, па и ако вадиме CD, па дај да го свириме во живо CD-то. И за 2,5 години стана едно култно место во Скопје, каде што навистина е онакво највисоко ниво на културни настани, изложби, промоција на CD, на фотографија. Еве позади имаме изложба, трајна изложба поставена, така да мислам дека го смени впечатокот за она културно Скопје што е денес. Секој да коментари најчесто што слушам дека звукот бил перфектен. Така дизајниран простор. Така. За слушање музика. Второ, ќе дојде публика, сите молчат. Така е. Тоа зборевме за старо време кој имаше купишта џез клупови. И кај што молчи си. Таму сите урлаа. Не знам колку пати требаше да ми кажа, ајде бе, доста више. Да, ама тука дишат со уметникот. Се на 1 метро од уметникот. Има и луѓе надвор од Македонија доаѓаат кога е можно тоа. Што е исто така добро. И така те прави да се чувствуваш дека си живееш во некој нормален современ град. Кај што има таква понуда културна. Значи исто за џез најме 20 дека е најдобро да свириш у клубче, што помалку подобро. Така е, точно така. На фестивал. Точно така. Еден многу битен момент и елемент кој што го имат имплементирано, тоа е лајвстримот. Сите концерти одат на лајвстрим и луѓе кои што немаат можност да бидат физички присутни тука, можат на лајвстрим да го гледаат. Она што го спомнав за Smalls New York, ја што го правам. Така да мислам дека овој концепт како бидејќи ова е алтернативна сцена. Има многу влијание во градењето на современата сцена. Океј. Моето следно прашање е колку алтернативните сцени нудат квалитет по ваков основ. Значи алтернативна сцена како ова. Спрема тебе, колку е битно постојањето на вакви алтернативни сцени? Тоа е срцето на секоја градска култура. Ако немаш алтернативна сцена, немаш ништо. Сам не ти ја прави културата, имам филхармонија, имам опера национална, бла бла бла. Вакви места ја прават културата. Океј. Што вакви места се работи музика што нема врска со каква било музичка академија. Што се прават експерименти. Тоа е само на вакви места. На крајот на приказка, стално ги крива музичариве за сцената, дали ваква или таква. Тоа главно зависи од нив, од нивната страст, од нивната искреност, не мојата искреност на одговори на твоја прашање. Колку се они искрени према себе, дали тоа што го прават на музички план е навистина најдоброто што можат изошто што го прават. Исто е и со што работиме ти службено високо образование. Колку се грижат професорите за студентите? Нивната работа толку ќе добиеш високо образование. Не зависи од Министерството за образование, од услови,
имало пари, немало пари. Така се така. И целото соопштество зависи од свеста на луѓето. Дека не се свестиме дека тоа е така, дека измислуваме правила, што ти треба за пријамен испит на джез студии, па немаш пошто немаш ова, немаш тоа. И кај нас имало исто такви случаи. Некои што биле врвни млади музичари, не сме можеле да ги приме заради правилата. И тоа не е добро. Ама работеше добри, постојано има многи млади луѓе. Не ги сретнуваме таму, преткасно ќе видиш некој. Особено девојки. На некое супер мало место. Вика, професоре, не сте чували, не сум чул никогаш. Како она укапирала таму што е современа уметност и што е добро. Ки направила естетика без да познава никого. Што слуша таква музика и гледа такви филмови. Имаш такви млади луѓе и така треба да се грижиш. Еден да е. Еден. Вреди целата работа. Океј? Океј, јас сум согласен со сето ова, само чекав да завршиш, да не ти влема во збор, да ти ја пресечам мислата, мислам да ти ја скратам мислата. Ајде, овој се малце прашањата, не знам, чудни се, можеби не се чудни, ама како за подкаст, како за лаба. Ај пред да те прашам за ова, колку албуми имаш издадено, знаеш? Не знам. Алек беше, ќе го прашам колку имаш ти, немам појма, преку 100. Добро, твој авторски? Па да, мој авторски појма немам сега треба да ги бројам. Ама не повеќе од 10. Околу 10. Ај кажам, не сум љубител на издавање албуми, ама потребни се во бизнисот, во експортот. Мора да имаш албум, не само албум, мора да е дистрибутиран надвор на светот, за да Тоа што луѓето ќе го гледат подкастот не знаат, имаш 3 години спремен албум и никако да го извадиш. Ова сега ќе го правам. По 3 години го имаш албумот. Може да, Годов можеше да го издадеш пред 3 години и не го вадиш. Да, окей. Беше албумот готов и мастеринг, готов за печатање, имаше кој да го издаде, реномирани и тоа неколку сакаа да го издадат куќи. И onda крена вруче, реков, стоп, нешто не е во ред тоа. Ја не бев сосема задоволен. И сега го правим одново и прекрај. Ама сега сум задоволен. Добро. Ај малку за приказката со Ења рекорд, што ќе биде интересно, затоа што Borderlands, така, и другиот беше како? Шукар. Шукар, така, Шукар се издадени за Ења рекорд од Германија, така, многу позната издавачка куќа, која што третира пред се world music, jazz и world music. Jazz е оној главен, после ACM се втората главна европска. И Акт, третата е. Тие се нови малце. Нови се одамна. Окей. Беше многу лесно. Човек да има како беше среќа. многу лесно. Дај кажи како се прави тоа лесно. Не треба тоа експортот. Да знаеме. И таму треба да имаш среќа изгледа. Ова е највајот одговор. Како беше тоа? Беше многу лесно. Супер. Ова нема да го сеќам од подкастот. Премногу добар за да го издадеме само овде. Нека треба да оди надвор негде да го издаде некој. Добар. И прв избор прво ми падна на ум на Енија. Од врска немаше со бизнис, од тотално романтична причина што единствените авторски албуми, кога сме кај авторски албуми што ги знам на мојот омилен џез музичар и музичар генерално од целата галаксија и на сите времења, Ед Блаквел, се издадени за Енија. Така е. Океј, тијав на интернет, им најдов имейл, им пратив демо со текст, кратко само, да не им досаѓам, и не очекував ни одговор дека добивам, што е нормално. Што така не да требат. Утре се баја се будам, гледам еден цел ферман од нив. Онака многу личен, кај што ли ми објаснува што се они, како се проби кажува дека цело се баја да го ставиле на репит и многу им се допаѓа ова. Да сака да го издадат одма. Викам, ова е лудо. И толку беше приказката.
И после им реков, ај најба да се видиме уживо. Имав некој настап во Виена и они дојде од Германија, од Виена. И така се беше едноставно. Може да е корисно некој што слуша, што има врска со тоа, како да искочам од овде, како некој да ми го издаде на албумот и што треба. Добро, више си имаш контакт со некој, сака да ти го издаде албумот, значи нема да му бараш нешто ти одма сега тука аванс, нешто, нема одма да купиш Фераријата следната година. Тоа. Со джест нема секако да купиш треба, така. треба промоција и дистрибуција. Така. И тоа им кажаве, дечки, значи од вас барам само промоција и дистрибуција. А ако се нафатите тоа да го направите кој што треба, еве рака, ако не, викам, џабе правиме мојот. И само се погледам на овој, реков, значи не ви барам пари, викам, ништо за ова. Чинеше многу пари продукцијата. И така беше, и они се изработија работа супер, одма изнајмија скапи промотери. Само што искочи албумот, доби топ рецензии во престижни магазини. Даунбит, предпоставуваме. Отсвирявме безброј концерти. Со Черкези беше тоа. Така, тој албум беше. И Исландија ти Тоа шукар кажам, беше. да. Ама многу среќа. И ќе најдеш некој партнер надвор, онака, и кога не го бараш, искачат некој работа. Само прво преа музиката да ти е врна. Ти биде врна музиката, треба да имаш врни музичари. Така. Черкези беа така. Но ти си во конкуренција со цел свет. Сакаш да правиш експорт, треба да си подобар од све што е таму. Што ќе се им ти даде. Да, и треба да биде оригинален, и треба да биде што се Се треба да биде. Да, мора да биде оригинален и треба Мора да биде да нешто има што тој вау го нема фактор, таму да. за да Вау, ова е супер. Еки ти кажам, јас пред 2 дена се вратив од Италија, бев на Рочела Джез фестивалот и мојот проект во однос на сео на друго што го гледав беше многу различно, Многу поинаку. Многу различно, сигурно били подобар од барем половина од програмата. Не сум јас тој што треба да каже дали било подобро, но сакам да ти кажам дека беше многу различно и едноставно онака публиката и реакциите и коментарите кои што дојдоа после беа дека слушнале нешто ново, досега што немале благи везе дека постои да се прави, така да претпоставувам оригиналноста во нивните очи е многу битна за да добиеш гик во Италија. На пример. Тоа е, па ќе кажам мој впечаток е. Па тоа е иницијалното, тоа е за да влезеш, да пуштиш нозе на светска сцена. Да. Тоа што е после доаѓа. Тоа е тешко да останеш таму. Да останеш таму е Значи, секој настап треба да биде вау. Ако е испод вау, Останатите албуми ти се за Скопски джез фестивал, Саџафа Рекорд, и јас сум издал. Супер, нашите пријатели. Па нај секам за нив да издам, бидејќи сме баш пријатели, тука сме и правиме нешто без амбиции. Правиме само да биде добро. И нас да не се допадне. Од дизајн до избор на песни до све живо. Продукција. Значи две издавачки куќи. Ења и Саџафа Рекордс. Океј. Ма и купиш други такви што издале вакви компилации, ама тие не се битни, не се вакви скроз авторски. Сега сакам да те прашам за джез фестивалите во Македонија. Каков е вашиот однос со луѓето во организацијата, особено со тие задолжени за програмското уредување? И колку сте задоволни, дали се служувате со различните концепти кои се застапени кај нас? Сега јас ќе ти прочитам. Дали знаеш прво колку джез фестивали има? Не гледај. Активни джез фестивали во Македонија. Активни. Не знам, активни може да има 3-4. Има активни 10 джез фестивали во Македонија. окей. Супер бројка е 10. Туку немаме джез клубови, немаме колку што има джез фестивали. И затоа велам јас дека сцената е завртена обратно. Повеќе имаме фестивали, а клубови. А ти многу добро кажа дека срцето на оваа сцена се клубовите. Колку повеќе джез клубови, проектите треба да се градат од оздола нагоре. А ние што правиме? Ги спремаме за на фестивал. Проектите после нема каде да ги свириш, нема каде да живеат проектите. Океј, Скопје джез фестивал 42 изданија, ти си настапил.
Скопје Джез фестивал. Оффест 23 изданија. Си свирал. Да, не е джез фестивал, тоа е World Music. World Music, добро. А Стибо Джез фестивал 14 изданија си настапил. Okay. Прилеп Джез Викенд 12 изданија. Мислам дека на првиот свиреше. Пред некоја година бе пак. Денес се Джез Скопје 8 изданија. Тоа е Ибни Пајко си свирал, свиревме заедно. Таа година кога има 0 денари, се сеќаваш? Окей. Во сцената пред филхармонијата. Добро. Добро. Джез Фабрика Битола си настапил неколку пати. Куманово Джез фестивал 7 изданија. Си свирал Куманово? Првиот Куманово джез фестивал 97-8, не овој сега вториот Куманово. Тетово Джез фестивал 6 изданија. Си свирал и кај Вардарот Джез 5 изданија. Тоа е Владан што го прави PMG. Не бојам. Не си свирал. Тоа Арт Генератор Велес 2 изданија. Мислам дека не. Да, сигурно не си свирал тоа. Добро, Ама Јаков. имаше други што ги нема веќе, квадраци беше. Кавадарци имаше, не го прават поќе, да. И не знам што имаше друго. Не Окей, знам. што нема ватат? Колку си задоволен или колку се сложуваш со различните концепти кои што ги имаат фестивалите, затоа што сега малку е чудно прашањето, на пример кај Вардарот Джез Скопје тие се фестивал кој што ги поддржува и ги промовира артистите кои што издаваат занимљив левел, си имат левел, си издаваат албуми и си прават промоција на артистите. На пример другите концепти, онај ние во Битола што го имаме, 3 дена, 6 концерти во главна програма. Половина 50 македонски музичари. Не знам, немам поема ни што прават програмски, нити гледам програмите, нити знам кога се. Многу работи не знам ја што се случуваат. Ама порано често ме прашува да им правам програми, да викнам ќе дојдат мои пријатели да свират за без пари само да се видиме да посвириме заедно. Обично кога се на почеток, кога немат финанси, тоаш ме викат. Кој ќе направат финанси, он после да пише не се јавуваат. И тоа е окей. А секој си прави како сака мисли. Добро е да има, и може да има секаде, може да има уште Уште толку. 110 фестивали. Добро, ма од Окей. овие 10 пола една се во Скопје, така да. Пак треба да приказка да што ја викам стално. Треба да има тоа вау ефект. Ти прави фестивал колку сакаш, ама ако не е вау, onda ќе немаш публика, ќе рече тоа е джез, па ова без врска, малце досадно ја идеме Додиме на кебап или до нешто да чаршија, гледаме да. фудбал. Ама тоа се случува често. Фестивал треба да има некоја друга програма, не само концертна, да биде баш фестивал. Мислиш пропратна програма кој Што што да, ќе- што било храна, пиво, програми за деца, Да. што било едукација, нешто Just for kids. интересно. Да. Свирење на площад. Сака нешто што ти беше прашање да извини. Различните концепти. А ги прават колку може да ги направат со тие пари што ќе им дадат. Спрема треба повеќе пари да дава државата и да има однос малце поинако спрема. Ја мислам државата не треба да Да. дава пари за уметност. Тоа е најдобар начин да немаш уметност. Ама треба да имаш спонзори. Треба да имаш донатори. Но тоа е пак се работи за свеста, кај нас ги нема. Че имаш фирми што не знаат колку пари имат. Тие пари што ги дадат за една реклама за фудбал, можеш да финансираш цела култура. Сте джез фестивали овде. И тоа е добро. Така е? Или така. грешка? Јас Неко така дека. значи сега пак ќе кажам, значи фирмите дават пари. Да. Ама стварно дават пари фирмите, и то многу пари. Зашо? даваат за култура. Океј. Ама не одат кај вистинските културни работници. Туку одат во кај естрадата. Парите. Дали знаеш зошто? Дали знаеш зошто? Многу едноставно.
Прво што барат фирмите, ти барат бројка. Колку имаш ти луѓе, колку имаш посетеност, колку денови, колку ова, колку. И сега се разбира дека джез фестивал не може да има 7.000 10.000 дека, може да има вашар некаков на плоштад кај што ќе пее, не знам, прега спомнам. Не ќе ми да ги спомнам. И сега интересот на фирмата кој е? Да има повеќе луѓе, нели да има бројка, да има одбор. Нешто се вика општествен интерес, ти тука живееш, тука ги правиш парите. Ете така. Тука ги плаќаш вработените семки. Ете така. Треба нешто да даеш назад. Точно така. И сега кога ако фирмите немаш бимале... свеста, онда државата наместо да дава пари за култура, треба да направи закон. Ако даваш пари за тоа што е култура, уметничка, уметничка форма, а музика спаѓа класика и джез, не поп музика, не турбо фолк. Точно така. Не е страда. Тоа ќе ти дадеме ние повластници. Ете така. За данок. Ете така. И он ги рече, шо ме гајле кој е тој, даjem таму пари и нас ке ни се вратат овие не оплатиме. Ете така. Ете така. А сега како стојат работите, пак е од тие правила што ги направиле, постојат правила за тоа, не, за донации, за ослободување од данок, само не се доправени. Се без врска. Нормално дека човекот ќе ги даде за фудбал, ќе ги даде за турбо фолк. Значи имаме проблем во законите. Тоа имаме многу проблеми во се. Ама така некој. Оти тоа е начинот на кој што се финансира многу квалитетно уметноста во Америка. Ете така. И во Европа. Ама имаш друг начин е како се финансира во Кина, значи државата се финансира. Добро. Ама збориш за земја со многу пари. Ако имаш малку пари, треба наистина да водиш сметка што правиш парите. Океј? И што ако даеш ти сега многу пари за джез? Кој ќе ти свири на овие македонски джез фестивали? Ќе свират македонските артисти, само ќе ќе заработат. Да. А сега свират истото ќе свират или подобро ќе свират? Ама како се грижиме ние за артистите македонски? А треба да даеш повеќе пари за да свират повеќе. Да свират без пари. Да свират подобро. Па ќе свират подобро. Оно треба да си најде друга работа некоја. Треба да си најде друга. Негде кај што има пари. Добро, има поента има. Сега се налутив малце. Нема да се лутиш, одма ќе свртиме сега темата. Добро, значи согласни сме дека фирмите дават пари, ама дека парите не завршуваат на истинските места и дека треба државата да биде регулатор токму таму да стигнуваат парите. Не знам, до луѓето што креираат математика колку дават пари они. Ништо ова што правиме мојот не се важи. Добро. Кога не би бил джез артист, што е вашиот алтернативен избор на професија? Кога не би бил музичар? Веројатно ќе сликар или ќе патуват низ светот. Нешто така. А може би ќе бев научник, појма не. Сакав наука, да, астрофизика. А за му кажам на шпато, викам, ако не успеам да станам доволно добар за да живеам од музика, единствена работа што би правил е да патувам на цел свет. Се качвам на прва магаре воз што било и не се враќам дека не видам цел свет. И он ми кажа нешто што ја не сум доволно паметен да ми текне, или барем тогаш, и сега не сум попаметен тогаш. И га, не, ти ќе бидеш, вика, одличен музичар, голем, вика, и ќе го пропатуваш цел свет. Викам, добро, викам, тоа не би текнало. И така, треба да бидеш малку паметен и да имаш некој план и визија во тоа што го правиш во главата. Колку имаш среќа, мора малку да имаш некој паметен чекање. Не можеш да правиш само будаластина цело време. Така. И последно прашање. Одлично. Пред да ти речам фала, што беше дел од подкастот. Фала и тебе, Сашо, можеме наопачки да продолжиме. Да, прво ќе те прашам како ти се допаѓа името на подкастот Джезот денес. Ова не е прашање. Се што има джез во наслов не ми се допаѓа. Како ти се допаѓа името Джезот во заграда музиката денес во Македонија?
А сега бираме име. Не, името си е Клајано. Пробам да го избегнам джез. Името. Зборот джез да го тргнам и Не знам, сега колку се битни вакви емисии за да се да. представат луѓето од сцената. Не, прецизна дефиниција и зборови се многу важна работа. Ајде. Мене ми паѓа на ум, прво што ми паѓа на ум, джез во постпанк современијето. Ај тоа што викаат постпанк, што е панк прво. Ама некој све што е алтернативна, експериментална работа. Джезот треба да си остане таков. Че не свириме по правила, кој што не треба општеството да оди по правила, него по тоа што е логично, фер и здраво и не му прави лошо на некој друг околу тебе. И не е корумптивно. И последното прашање за уште едно денес. последно. Ајде, уште едно последно, второто последно. Искрена порака за младите, оние кои доаѓаат и кои во догледно време би седели тука на истото ова столче. И на ова овде столче. Значи ја не сум млад веќе. Па не сум ни јас си замене си реков и на ова столче да не седат. Добро. Ама ова мора да биде искрено и да биде Па да. на вистина кажано, пошто младите се еднината. Сега особено важи да не ме слушат што ќе им кажам. Ама факт е дека светот е нивни и нивната иднина е само нивна. Да не се плашат од ништо. Да не се плашат од љубовта, од тоа што сака да го прават. И стравот ги убива сите со ништо. И кога никој не верува во нив, а они чувствуваат дека навистина тоа е единствено што сака да го прават, нека одат само право. И нека го видат светот, да видат дали постои. Нека патуваат. Нека запознаваат други, како нив. Па после да видат кај ме. Местото. Местото, среќата, како име пишано, што било. И да знаат дека убавината на животот и среќата е само многу работа. Нема ништо едноставно. Некој многу стана конформистички настроен светов. И све што сервира е дека доволно да имаш Инстаграм и секој ден да се фоткаш и да изгледаш како дека си хип. Наместо да си навистина хип. Тоа е нов збор. Хип. Малку да размислат околу тоа. Што е вистинско, што не е. Добро, мислам дека кажавме многу вистини. Се надевам дека млади луѓе, пред се млади ќе го гледат, затоа што подкаст е форма која што ја предпочитат младите, и не толку младите. И дека ќе извлечат многу поенти од тебе, пред Јас се. се те прашам, мислиш дека млади имат доволно нерви да слушат цел сат што збориме ние и поентата за нив да дојде на крај? Види, Мислам дека ниеден млад човек нема да го чуе ова што види, му каже. подкастите, емисиите, Мишко беше Не, рече, ја скокот одма на крај да види дали подкаст. има нешто интересно. Подкаст ова, ичне ми се свиѓа како нешто да го подкастриш рече. Мишко. Се задачи. Ама ги слушат на пример во кола возиш. Океј. Не мора визуелно да гледаш, ќе ги слушаш. Така да тоа го прават, многу често го прават. Луѓето патуваат по 1 сат за на работа, така да во кола го пуштај, го слушај. Не мора да го гледа. Тони, фала ти. Не, сад. Освен ако не уште нешто да кажеш. Не, доста Извини, беше. што те прекинав. Друг пат. Океј, пожелавам успех со подкастот. Епизода, во вториот серијал, пак ќе ни бидеш гостин за да зборуваме за нови албум. Океј, хајде да искочи албумот прво. Се надевам дека ти беше интересно овој сат и нешто време и дека кажавме многу Кош не е интересно. мудрости. Малку муабет не сме се видели одамна. Океј, Това беше добро. сечиме. Сечуваме. Чао. Добро.